Сакам Делчево да биде европски град кај што нема да има тмурни лица, каде нема во 21. век да се зборува за инфраструктурата, а иселениците ќе се вратат за да инвестираат дома. Ова го истакна синоќа на партиската конвенција кандидатот за градоначалник на Делчево од ВМРО ДПМН Иван Соколов, споделувајќи пред присутните неговата визија за Делчево. Да навестиме дека ќе се менуваат работите на подобро, дека во Делчево нема повеќе да молчиме, дека во Делчево нити земјоделците, нити индустријалците, нити работниците ќе молчат повеќе. Сите заедно ќе тргнеме во ново време. Сите заедно ќе тргнеме во една подобра Македонија. Сите заедно ќе тргнеме во едно подобро Делчево. Пред присутните се обрати и носителот на листата Сашко Ивановски, кој порача дека престојните избори се референдум за Македонија. Фалангата на ВМРО ДПМН и коалицијата под полна пареа, освежена, максимално мобилизирана, засилена, охрабрена и со ваша силна поддршка зачекорува, тргнува, гази, дроби, мене се пред себе и оди во една сигурна победа! На конвенцијата беа представени и 15 кандидати за советници од коалицијата на ВМРО ДПМН. Да се задржат младите во Делчево, со мерак и љубов да се гледа како тие остануваат дома и формираат семејства и градат иднина во родното Делчево и да се врати животот во Делчево е предизвикот на кандидатот за градоначалник на СДСМ и коалицијата Горан Трајковски, кој денеска на пресконференција ги истакна причините за неговата кандидатура и основните начела во програмата. Предизвик е да се работи честно и да се вложува себе си од срце со една мисла, со една цел, да има живот за сите, и за земјоделците, и за работниците, и за пензионерите, за младите, на лицата кои живеат на социјалното дно, да им го вратиме достоинството. Трајковски потенцираше и дел од проектите содржани во неговата програма. Првиот капитален проект е изградба на филтер станица за вода. Вториот капитален проект е изградба на покриен современ пазар. Третиот капитален проект е изградба на градска капела. Но во Делчево има уште многу работа. Ке биде доизграден и уреден кеот на реката Брегалница. Ке се доизгради новата црква, ке се асфалтираат улиците во населба Пролет, Басарица и Звегорска река. Целосна замена на старите водоводни цевки, водоводна мрежа на Голак, повторно ќе го отвориме локалниот музеј. Тој ги повика граѓаните на 15 октомври да гласат за бројот 19 за кандидатот за градоначалник од СДСМ и коалицијата Горан Трајковски и за кандидатите за советници и носителот на листата Драган Маневски.